Димитринка Митка Атанасова Котуровиќ го исполни својот сон. Љубовта кон родниот град ја приточи во книга. Крива Паланка во моето детство е насловот на трајниот запис за минатото, луѓето и духот на местото во кое авторката пораснала. Преку лични сеќавања, приказни и сведоштва, таа раскажува за традициите, личностите и младоста за едно време од пред повеќе од половина век. На ова значајно дело, испишано на повеќе од 300 страници, е работено дури 15 години. Но процесот на создавање бил макотрпен, започнале од мал текст. Издавањето е реализирано со подршка на Градскиот музеј Крива Паланка. Самото дело е капитално дело за нашиот град, бидејќи досега многу малку луѓе за Крива Паланка напишале некакви мемуарски дела и посведочиле за своето време. Ние немаме сведоштва од постарите периоди меѓу двете светски војни и дури во османлискиот период, за да можеме и публиката и ние да доловиме на кој начин живееле луѓето, но еве преку незиното дело и преку делото на уште еден автор од Крива Паланка кој што минатата година му правевме промоција, успеваме и тој историографски начин на интерпретација на минатото да го надополниме во нашиот град, односно младите да доживеат и да прочитаат како се живеело во периодот на Југославија, на Социјалистичка република Македонија, па и малку и претходно, преку мемуарскиот труд или кажувањата на еден автор како што е Димитринка. На делото Митка работела вредно и неуморно. Бројни непреспиени ноќи за да останат запишани сведоштвата на паланчани, старите градски семејства низ приказни и фотографии од далечното минато. Сум паланчанка, у душа и срце. Паланка ја сакам и задните мисли ќе ми бидат за Паланка. Многу од малечка сум раснела во најстарите паланашки фамилии, маџаровска фамилија и аџиска фамилија. Ги знам сите куќи, ги знам сите бабички и деди, ги знам сите луѓе и сега да ги затворам очите, ги гледам пред себе. Книгата ја напишав за тие покојни душички уминамане, да не ги заборават нашите деца. Нашата генерација ќе ги памти, ама дечињата наши нема да ги памтат. Тоа ми беше желба и потик да почнам да пишувам. Значи, пишував, допишував, внуците ми се смеат. Вика, баба Ноќеска, пак 3 пати стана го пали светлото, се сетила на некого од Паланка. Тоа е вистина. Значи, сакав да оставам трак и да не заборавам ни едно именце на Крива Паланка. Значи, Крива Паланка е за мене Крива Паланка. И сонот ми се исполни и многу им должам на сите паланчани, на моите родители, на моите другари, на паланчани и на Градскиот музеј. Ако не беше Градскиот музеј, книгата сонот немаше да биде остварена. Во делото Митка не ги заборава старите мали, училиштето, своите блиски, семејството, роднините, пријателите. Посебно место и често споменуване и братот Ване. И тој, како и присутните во салата на Центарот за култура, на промоцијата се подсетија на животот во Крива Паланка во минатото. Детството што го спомнува сестра ми е многу интересно. Прати што беше малско детство. Што кажуваше, се состоеше од играње, трчање, веселење, сите во исто време. Се знаеше, 4 попладне летно време ќе чукаше камбаната на црквата, сите дома и сите со парче леп намачкано со шербет или со ова зимно време со маст намачкано и сите надвор јадење. Не дома јадеше ти. Или, например, живо во книгата за детството, ние тие црковна мала, што сме другари, што сме биле Пане, посебно Ване и Пане, и сите бавчи беа наши, нормално. Ама негде да спомне, или не знам дали пишува во книгата, ама педагошката мерка навечер, кој ќе кажат комшиите кај сме били у која бавча, педагошката мерка, чотекот следеше одма после вечер. Градскиот музеј со целосна програма, подготвена врз основа на книгата и мемуарите, ја реализираше промоцијата. Освен стотици паланчани од разни краеви од државата и соседството, присуствуваа и представници од селото Еница, општина Кнеже, Бугарија, родниот крај на мајка и на Димитринка. Извадоци од книгата читаа Жаклина Цветковска, Изабела Новотни,
Емилија Лазаревска и Ирена Белешковска, а настанот го модерираше Александар Алексовски. Па ово дело Крива Паланка во моето детство на Димитринка Кутуровиќ е навистина едно капитално дело за Крива Паланка. Никој досега не се обидел толку детално и толку обемно да го опише градот во едни минати времења, да ги запише сите фамилии и сите маала, сите случки, интересни настани, но и обичаи кои што го дава духот на едно време во кое што живеела Крива Паланка, а сепак ќе остане тоа во наследство на генерациите, да не се заборави. За културно-забавната програма беа задолжени кратовските тамбураши и вокалните исполнители Седевка Тодорова и Евдокија Лишковска од село Еница. Много мина, мъничко стана, наближава село да се върна, майка да прегърна. Наближава село да се върна, майка да прегърна. Но Митка, доколку ја служи здравието, вели ќе продолжи да пишува. Желбата останува да се издаде и трет запис. Првото дело, Родослов на фамилиите Анастасови Аџијци и Поп Ценеви, го издаде со подршка исто така на Градскиот музеј во јуни 2021 година. Митка Аџика е родена во 1945 година како прво дете на Љубомир и Василика. Подоцна се преселила во соседна Србија, но спомените секогаш ја навраќаат на родниот крај Крива Паланка.